што би можело да дојде до определени либерални, да речиме, движења и според мене, што не значи дека е точно, тоа е скоро и невозможно. Да се вратиме уште малку пак на Македонија, да го начнам пак првото прашање што го поставив, дали беа кодошите оние кои што се сега цел на оваа илустрација, дали беа тие патриоти и заслужни граѓани на државата и ја бранеа државата, или беа луѓе што учествуваа во нешто лошо и на некој начин заслужуваат да бидат жигосани како кодоши? Од двете работи помалку. Кога ние зборуваме за илустрацијата, ако ја посматраме, моје гледиште, од морален аспект, секако станува збор кој што за луѓе кои што биле соработници на службите, станува збор за луѓе со амбивалентни карактерни особини. А при тоа секако не треба да имаме во предвид дека притисокот кој што над нив бил извршен да учествуваат во едни такви дејанија и действија, едноставно кога се гледа од денешен агол, сосема има едни рефлексии, а сосема има други рефлексии да си учесник во тие настани. Значи, тоа нив не ги оправдува, но од друга страна за мене е прашање која држава, значи јас воопшто не ги оправдувам кодошите, во принцип, независно дали се во Македонија, дали се во Америка, дали се во Русија. Но од друга страна, за мене е многу интересно која држава воопшто постои без кодоши. И дали во овој момент македонската држава и било која друга држава исто така нема некои нови кодоши. Тоа не намалува моралната одговорност на кодошите, но го поставува и прашањето кога и за кои цели се врши лустрацијата. Дали ние да се ослободиме од хипотеките на социјализмот, или пак од друга страна да се ослободиме од хипотеките на определени луѓе кои што нас ни пречат. И вие што мислите за кој станува збор? Мислам дека и од едното и од другото има и дека се поприлично, дека секој случај е приказка за себе. И кога преку процесот на лустрација се глобализира прашањето станува општо, мислам дека се прави огромна грешка. Мислам дека се судбини. Судбина е и на оној што бил кодош, судбина е и на оној што бил кодошен. Секако правдина е кодошот да биде казнет, но... Што мислите, дали, се извинувам што прекинам, дали мислите дека имало шанси да одбиеш доколку побарат од тебе да бидеш кодош? Тоа е многу интересно. Знаете, ние денеска, јас и вие си седиме тука во студио и мирно разговараме на таа тема. Али замислете една ситуација, без разлика дали се тоа 50-тите, 60-тите години, и ставете се во тој историски контекст, тогаш можеме поинаку да разговараме. Уште еднаш, значи, ова не е оправдание за кодошите, но ова е еден вовет, една размисла дека треба да се размислува многу поглобално во однос на тој проблем. Дека не може така еднострано да се гледа црно-бело. Да се прави од некој лов на вештерки, да се прави, бидејќи... Да, ова кај нас, да речеме денес што се случува, има елементи на... Мене е многу интересно што се... Дали вие мислите дека поранешните вработени во ОЗНА, потоа УДБА, дали тие треба да се преиспитани тие луѓе како персоналитети, дали ден денеска треба да земаат тие огромни пензии што ги земаат, или треба тие пензии да им бидат одземени, дали треба да бидат постфестум осудени на некој начин, да се знае дека тој човек бил во УДБА и правил тоа што правил, дека тепал, дека мачел, дека... Видете, кога зборуваме на оваа тема, повторно проблемот е на кој рамниште сакаме да ги поставиме нештата. Зборувавме, значи, на самиот почеток од емисијата за социјализмот. И на некој начин може да се каже дека ги потенциравме и некои позитивни, афирмативни текови на социјализмот, од кои што луѓето и не гледаа некои големи негативни последици. Но зборуваме дека во основата на тој систем имаше авторитарност, имаше елементи на, значи, одлучување на определена партија, на определени личности, и тоа во името на народот. Еден таков пристап, еден таков систем мора да има темни страни.
И за жал, најтемните страни на тој систем се точно тие служби за кои што вие зборувате. И големите драми на лични трагедии сигурно ги понесувале луѓето кои што работеле во тие служби, заради тоа што одлучувале за судбините на многу невини. Сега, дали тоа го правеле затоа што верувале во системот, или тоа го правиле затоа што тоа им бил најлесен начин за обезбедување на екзистенција? А тоа е за мене помалку социолошко прашање, а многу повеќе психолошко прашање и прашање на карактер, и затоа не би сакал да го објаснувам. Мислам дека секој кој што од социолошки аспект би го објаснувал овој проблем би грешил. Вред, почитуваме гледачи, ќе одиме со мала пауза за реклами, потоа ќе се вратиме веднаш пак во емисијата. Останете со нас. Пауза за нова голтка кафе и секако реклами. Варумин е традиционален хербален лек кој се употребува за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност и смалена отпорност. Може да се употребува и како помошна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања и за облажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија. Варумин е корисна комбинација со конвенционалната цитостатска терапија кај малегните заболувања и други состојби каде постои намален имунитет. Интереврогенекс. Лоциран покрај самото Охридско езеро, обвиен со борова шума, се наоѓа хотел Инекс Горица. Поврзете го вашиот бизнис со задоволството и импресионирайте ги вашите бизнис партнери, организирајќи ги конференциските собири, деловни средби, свечености во нашиот хотел Инекс Горица. Традицијата долга 40 години е гаранција за врвен квалитет. Хотел Инекс Горица. Ги исполнуваме вашите соништа. Доброто јадење треба да представува задоволство. Затоа, ние нашата инспирација ја најдовме во француско-медитеранската кујна. Софистицирани јадења од најфини состојки, разновиден зеленчук, секогаш свежо месо, одбрана свежа морска храна, најдобри пасти, свежо направени сосови и разновидни зачини. Сето тоа одлично дополнето со прекрасни француски и македонски вина и секако безпрекорна услуга. Француски ресторан Avec Plaisir, француска страст и магија. Бон апетит! Хотел Ривиера е лоциран на кеот на Охридското езеро во непосредна близина на градскиот плоштад. Располага со 39 соби, со прекрасен поглед на езерото или стариот дел на градот. Нудиме можност и за организирање на вашите семинари, презентации, коктел приеми, деловни состаноци, амбиенталниот бар, летната тераса, звуците на виолината, како и врвната услуга го прави Хотел Ривиера, место кое не можете да го одминете. Хотел Ривиера, ве очекуваме. Александар. Супериорно црвено вино од Бовин. Пробајте го виното на македонските кралеви. Бовин, круна на македонските вина. Александар 2008 е добитник на златен медал на најголемиот и најпрестижниот меѓународен надпревар на вина London International Wine Challenge 2010 во конкуренција на 10.000 вина. Оваа награда го издвои Александар 2008 како досега највисоко рангирано вино од Македонија. Центарот за применета психологија Зорба Консалтинг од 10 септември организира курс за радио и ТВ водители, спикери и презентери. Сега имате единствена можност да ги подобрите своите комуникацијски вештини и да ги совладате тајните на работата пред микрофон и камера. Од 6 септември организираме и курс за бодибилдинг и фитнес инструктори, предавања вежби, интерактивен пристап и сертификат за потврда на знаењето. Со пракса до знаење и работа.
Центар за применета психологија, Зорба консалтинг. Елипса ТЦС се занимава со продажба на мало на производи од брендовите 5.11 и Хайтек и Магнум. Хайтеч брендот поседува повеќе од 500 производи кои што се продаваат во повеќе од 80 земји во светот, уште попознати под брендовите Хайтеч Аутор. Брендот 5.11 креира супериорни производи за зголемување на безбедноста, прецизноста, брзината